Добра вечер, вие сте со Топ тема. Државниот завод за ревизија конечно доби нов директор. Партиите успеа да се усогласат околу изборот. Неколку десетици изготвени извештаи го чекаат подписот на Максим Ацевски. Но иако ревизорите пишуваат извештаи со низа забелешки за неправилно и незаконско трошење на јавните пари, истите стојат напишани само на хартија. Дали ќе се смени ваквата слика? Вечерва во Топ тема е Максим Ацевски, новиот директор на Државниот завод за ревизија. Добра вечер. Добра вечер и вам. Поздрав да го гледачите на Телма телевизија. Веќе сте и официјално избран за директор на Државниот завод за ревизија. 18 години ми рековте дека сте биле во таа институција, но кратко поминавте во Агенцијата за осигурување, целиот супервизија на осигурувањето, оној назив кој што нели малку е потешко целиот да се каже. Месец и пол бевте таму. Она што е исто така прашање, како успеавте да бидете заедничко решение на сите политички партии, бидејќи бевте избрани со практично едногласно вчера во собранието? Пред се прво да изразам благодарност за Телма телевизија што укаже интерес за моето прво вечерашно гостување. Се надевам дека нема да биде ни последно, бидејќи една од моите определби е транспарентност и отчетност и одговорност во работењето на сите јавни институции во Република Северна Македонија, па вклучувајќи го и Државниот завод за ревизија, и воедно да изразам благодарност до сите вработени во Државниот завод за ревизија, кои што впрочем беа до вчера мои соработници, кои што дадоа голем придонес во отчетност и транспарентноста на користењето на јавните средства. Она што, впрочем, значи едногласност во изборот за главен државен ревизор, очигледно укажува на трудовивоста, трудот и покажаните резултати на мојата долгогодишна работа, како што рековте, почнувајќи од 1.9.2001 година, заклучно со 30.9.2019 година, бев вработен во Државниот завод за ревизија, каде што за период од само 4 години успеав да секако со резултатите успеав да постанам помошен главен државен ревизор и сметајте некаде од 2005 па се до 2019 година бев помошен главен државен ревизор кој што раководев со повеќе сектори, каде што повеќе субјекти од јавниот сектор беа во надлежност и впрочем она што значи коментари по социјалните мрежи ми охрабрува и ми дава надеж дека во суштина само трудот и она што е резултат на мојата досегашна работа е впрочем и согласноста, едногласна согласност за избор. Да, кусо само бевте во 18 години во Државниот завод за ревизија, зошто заминавте во Агенцијата за супервизија на осигурување и еве сега повторно се враќате на челната позиција во Државниот завод за ревизија? Има две причини. Првата причина е она што значи удолжувањето на изборот на главен државен ревизор. Си поставив две цели пред самото заминување од Државниот завод за ревизија, во која што едната цел бев дека доколку до 30.9.2019 година нема да бидам избран за главен државен ревизор, на 1.10. заминувам во новата институција, до 39. не се случи изборот за главен државен ревизор и на 1.10. во суштина заминав во Агенцијата за супервизија на осигурување, каде што морам да кажам и покри тоа што е агенција со мал број на вработени, сепак се работи за вработени со големо професионално искуство и каде што искрено еве денеска на нашето разделување тажат за моето заминување, бидејќи сепак квалитетот се покажува со својата работа. Институцијата Државен завод за ревизија долго време ја водеше заменикот, беше оставена без прв човек, потоа следуваше и оној вакуум период кога остана и без заменик и практично останаа непотпишани голем број на ревизорски извештаи, па следуваше оној аларм од вработените во институцијата. Што значи тоа една таква состојба за Државниот завод за ревизија и што покажува тоа за државата практично, да се остави Државниот завод за ревизија без прв човек? Секако дека не е уместно, нито е добро да се остави Државниот завод за ревизија и секоја друга институција во јавниот сектор, па и во приватниот сектор, без прв човек, односно без менаџер кој што ќе управува
со самата институција, меѓутоа тоа не зависи ниту од нас, ниту од вработените во Државниот завод за ревизија, тоа беше надлежност на надлежните органи во самото собрание, бидејќи основач и она што орган кој што реферира Државниот завод за ревизија во суштина собранието на Република Северна Македонија и така да тоа зависи од самите партиципенти во собранието на Република Македонија, меѓутоа сепак еве јас изразувам благодарност за сите оние кои што беа инволвирани во процесот на изборот, на пратениците кои што дадаа довербата за избор на главен државен ревизор на нашата институција. Меѓутоа, секако останува белег во самото работење и секако обврска која што во суштина ќе инсистира дополнителен ангажман на сите вработени, вклучувајќи го мојот ангажман за надоместување на изгубеното време до сега. Колку ревизорски извештаи сега треба да подпишат, а колку чекаат подписи? Имате бројка? Точната бројка се уште не ја знам, бидејќи денеска го добив решението званично за моето назначување. Во понеделник очекувам да се завршат формалните аспекти во Централниот регистар и во Агенцијата за вработување и очекувам дека во понеделник ќе ги сознам целокупните информации во делот на она што значи статус на реализација на годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2019 година, статусот на ревизорските извештаи во однос на она што значи нацрт извештаи и статусот на реализација, односно статусот на конечни извештаи кои што во суштина чекаат на подпис. Така да во една следна прилика би можеле да известиме за точната бројка која што во суштина се уште не се подпишени, а треба да бидат подпишани и доставени до субјектите предмет на ревизија и секако до надлежните органи кои што се одговорни за контрола на работењето на самите субјекти. Токму оние кои што ве избраа, практично политичките партии кои што се усогласија околу вашиот избор, токму вие треба да ги контролират. Државниот завод за ревизија е една од алатките кои што врши контрола на финансирањето на политичките партии, во тек е подготовка и на измени на изборниот законник. Што тоа ќе значи за вас како институција? Видете, дека сме сретни многу во делот на она како надлежност да ги ревидираме политичките партии, воопшто не сме сретни, бидејќи тоа не е пракса кај другите земји кои што се дел од Европската унија. Меѓутоа, тоа е едната страна, но од другата страна кажува за довербата која што меѓународниот фактор, а и самата држава Република Северна Македонија која што го кажува према Државниот завод за ревизија, тоа значи дека има доверба во капацитетите и во вработените во Државниот завод за ревизија да ги ревидира работењето на самите политички партии. И јас денеска бев информиран од помошник главен државен ревизор кој што раководи со секторот кој што е задолжен за ревизија на политичките партии. Напорно она што значи предлози за измени и дополнување на изборниот законник кои што се во собраниска процедура. Интензивно се подготвуваат измени и дополнување на изборниот законник во рамките на Министерството за правда, каде што учествува представник на Државниот завод за ревизија. Од една страна сум задоволен она што е прифатено, но од друга страна сум загрижен за она што се случува и што се дава како надлежност на Државниот завод за ревизија. Зошто сте загрижени? Што е она што ќе ви направи проблем? Што предизвикува загриженост во вас? Она што сум задоволен од сето тоа што се менува во сегашната структура на изборниот законник е во суштина дел од системските слабости кои што Државниот завод за ревизија повеќе години наназад ги укажува дека во суштина треба да се надмина со цел да се обезбеди законско постапување во работењето на самите политички партии. Две клучни работи ќе ви споменам. Едната клучна работа беше во однос на правото на добивање на донации по завршување на изборите. Секако се поставува прашањето кој е оној правен субјект кој што би дал донација на политички правен субјект кој што ќе ги изгуби изборите, а самите избори се изгубени. Тоа значи директно укажување дека секој ќе добие донација кој што ќе победи по завршување на изборите. Во измените кои што се предлагаат и се во тек на изработка, во самите законски одредби сега се предлага дека самите политички партии може да биваат донации до рокот на завршување на самата изборна кампања и во суштина создава рамноправна положба на сите политички субјекти кои што учествуваат во изборната кампања.
Тоа е првата работа. Втората работа е во однос на она што сега се врши уредување дека сите создадени обврски кои што се создадени за време на изборната кампања во суштина мора да се подмират од сметката која што е отворена за изборната кампања, односно неподмирените обврски не може да се пренесуваат на сметката за редовно работење на самата политичка партија. Тоа е првиот дел. Да. А вториот дел во делот на загриженоста е тоа што во суштина се создаваат дополнителни обврски. Јас претпоставувам дека дополнителни обврски за вас како институција? Дополнителни обврски за самите политички партии, меѓутоа дополнителни обврски и за Државниот завод за ревизија. Дополнителните обврски се однесуваат на што значи пропишување на поголем број на финансиски извештаи кои што самите политички партии треба да ги продуцираат. Во суштина, за првите 10 дена по завршување на изборната кампања, на 11-тиот ден самата политичка партија која што учествува на изборите треба да направи финансиски извештај за првите 10 дена од изборната кампања, кој што финансиски извештај треба да биде составен од 3 образци. Едниот образец е за донацијата, другиот образец е за земените кредити, третиот образец е за расходите. Да извести на 11-тиот ден. По завршување на 11-тиот ден, Државниот завод за ревизија има врска во рок од 8 дена да изврши ревизија на таквите финансиски извештаи. Потоа, за наредните 10 дена, односно по завршување на изборната кампања, самата политичка партија има врска да изработи втор финансиски извештај и по досувањето на тој втор финансиски извештај, повторно Државниот завод за ревизија има рок да изврши ревизија во рок од 8 дена на таквите финансиски извештаи. Доколку се работи за сите политички партии ги сите политички партии кои што учествуваат на парламентарните избори или пак доколку се работи за избор на градоначалник или избор на председател, доколку не се оствари потребниот консензус или минимум на излезеност на граѓаните кои што имаат право на глас, имаме втор круг на избори, тогаш се политичките партии имаат врска да подготват трет финансиски извештај и рачунете сега дополнителни 8 дена за ревидирање на такви. Тоа ви предизвикува загриженост од аспект на кадровски или? Од аспект на она што значи, само да довршам, и по завршувањето на сите овие финансиски извештаи, на крајот во рок од 30 дена од конечноста на резултатите кога се објавени за изборите, самите политички партии имаат врска да подготват вкупен финансиски извештај. Вкупниот финансиски извештај повторно подлежи на ревизија од страна на Државниот завод за ревизија. Сето тоа во суштина бара дополнителни човечки ресурси, дополнителен ангажман и во суштина загриженоста е во таа насока дека треба дополнителни човечки ресурси, дополнително време и со таквиот пристап во суштина ќе обезбеди да 50% од ресурсите во тој период, започнувајќи од март месец, заклучно со крајот на мај, де факто 50% од ресурсите на Државниот завод за ревизија ќе бидат ангажирани во ревизија на самите политички партии, односно во начинот на користење на средствата за време на изборната кампања и по завршување на изборната кампања. Тоа значи дека ќе трпат ревизиите кон останатите институции? Видете, тоа значи дека се создаваат две барања. Од една страна барање за поголема вклученост на Државниот завод за ревизија во ревидирањето на начинот на користење на средствата на политичките партии и во процесот на изборите од една страна. Од друга страна, поголема ревизија за начинот на законското работење и почитување на законските одредби во изборната кампања и во самиот процес на изборите, а од трета страна, ако ја погледнете програмата за реформа на јавните финансии за периодот 2018-2021 година, во приоритет 7, доколку не грешам, поставен е одреден таргет во кој што се бара Државниот завод за ревизија во понатамошниот период да обезбеди соодветен процент на опфатеност на ревизија на јавните расходи во Република Северна Македонија.
таквите барања со овој постојан човечки капацитет на човечки ресурси не одат едно со друго. Што е решението? Зголемување на бројот на вработени или намалување на надлежностите во делот на... Па јас би бил пресреќен да се искористи искуството од Европските унија, каде што ревизијата на политичките партии не е во рамките на Државниот завод за ревизија. Има одредени искуство каде што ревизијата на политичките партии во надлежност на Државната изборна комисија, каде што целиот процес и на спроведување на изборите и на контрола на користењето на средствата за изборната кампања и на самите избори се ја спроведува самата изборна комисија. Ваков предлог мислам дека имаше и порано уште во 2012 година. Меѓутоа очигледно дека во овие моменти тоа нема да помине кај меѓународната заедница и ова е барање од страна на меѓународната заедница и решението ќе биде обезбедување на дополнителни човечки ресурси кои што ќе имаме од една страна соодветен човечки капацитет, но и знаење и вештина за Разговаравте ли можеби веќе, знам дека е кратко времето, со некој околу овие забелешки кои што ги имате? Па јас денеска имав координација со помошник главен државен ревизор кој што раководи со сектор кој што е задолжен за ревизија на политичките партии, дадав одредени насоки, меѓутоа имајќи во предвид дека се уште не сум запишан како законски застапник на Државниот завод за ревизија во Централниот регистар, тоа ќе се случи во понеделник. Очекувам да се сретнам со надлежниот министер, односно со министерот за правда, да продискутираме за ваквата состојба и потоа ќе следува интензивни преговори со Министерството за финансии, бидејќи доколку сакаме да го постигнеме тоа, секако дека треба дополнителни човечки ресурси, дополнителни финансиски средства со цел да се обезбеди соодветно почитување на оно што ќе биде пропишано во самиот закон. Во делот на надлежностите на Државната изборна комисија, уште малку ќе се задржам на политичките партии. Денеска некаде мислам дека прочитав како е во соседна Бугарија, дека таму дури државниот ревизор има право да забрани учество на една политичка партија доколку утврди неправилности при финансиското работење на политичкиот субјект. Доколку тоа не е сменато. Ведете, јас не сум поборник на таквата надлежност, бидејќи во суштина Државниот завод за ревизија сепак треба да се концентрира повеќе на ревизија на приходите и расходите на буџетот на државата, на приходите и расходите кои што имаат карактер како јавни приходи и јавни расходи, бидејќи тоа се пари на даночните обврзници на Република Северна Македонија. Мислам дека акцентот во однос на она што значи начин на користење на средствата и ефектите од таквото користење треба да биде мандат на Државниот завод за ревизија, а не да се занимава со самите политички партии. Предпоставам дека ќе одите на барањето да ви се тргнат тие надлежности во вашиот мандат. Тоа е постојано континуирано наше барање, меѓутоа искрено не се надевам дека во овој момент таквото барање, наше барање ќе биде прифатено, меѓутоа сепак ќе мора да се усогласуваме полека со надлежните органи, да ги убедиме, секој да ги убедиме меѓународната заедница да го прифатат она што е искуство во Европската унија, се со цел да имаме на располагање доволно човечки ресурси за да обезбедиме такви таргети кои што се поставени во самата програма за реформа на јавните финанси. Следуваат новите избори, меѓутоа партиите деновиве се препокуваат околу извештаите, односно сметките од претходните избори, па таку правата за јавни приходи брифираше дека ВМРО-ДПМН, иако е затворило сметката, сепак останала должна. Посочија дека ви ги испратиле веќе и во државниот ревизор овие наоди, ВМРО-ДПМН пак возврати дека не се занимаваат институциите со долгот кој што го има СДСМ. Можно е да правите нови контроли кај политичките партии со оглед на ваквите ставови кои што доаѓаат информации и од надлежните институции од партиите? Па јас повеќе самиот извештај до правата за јавни приходи го сметам како известување за преземени мерки по доставениот ревизорски извештај. Верувам дека помошникот главен државен ревизор и заменикот главен државен ревизор во тој период кога раководеше со Државниот завод за ревизија
ревизорскиот извештај за соодветна политичка партија е доставен до надлежните органи. Таквата констатација е констатирана од Државниот завод за ревизија и тоа впрочем и во други ревизорски извештаи сме го констатирале дека во суштина во отсуство на целосно регулирање на самиот изборен закон за начинот на постапување со неподмирените обврски, голем дел од политичките партии неподмирените обврски од изборните кампањи ги пренесува на редовната сметка. Понатаму, она што значи неподмирување на самите обврски има подлежи на сосема други закони и сметам дека тука има други надлежни органи во кои што треба да се произнесат, а впрочем оној што ги дал парите или оној што ја извршил услугата, впрочем му стоеле на располагање одредени права за да ги заштити своите интереси. Деновиве актуелно и специјалното јавно обвинителство, откако беа обелоденати сумите како бонуси што се плаќале таму, стигна информација дека државниот ревизор повторно ќе направи ревизија, а некаде има со информација дека сте добила институцијата стигнали анонимни поплаки од страна на одредени вработени обвинители во специјалното јавно обвинителство. Има ли нови информации околу тоа што побарале ревизорите во специјалното јавно обвинителство и дали ќе се оди и во други обвинителства и судови на ревизија? Се работи за комплексно прашање. Од една страна, ако ме прашате мене кој е ефектот на ревизија на субјект кој што не постои повеќе. Дали дадените препораки и впрочем кому ќе бидат упатени препораките од утврдената состојба. Значи субјект кој што не постои. Впрочем, не ја гледам оправданоста на инволвирање на Државниот завод за ревизија во ревидирање на субјект кој што веќе понатаму не постои и во суштина Државниот завод за ревизија само може да констатира одредени состојби кои што се надлежност на други надлежни органи за истражување, бидејќи од она што го кажуваме. Државниот завод за ревизија може да биде само ставен на располагање, доколку таквите надлежни органи имаат потреба од соодветни човечки ресурси кои што имаат соодветно знаење и вештини за постапување и истражување на одредени постапки или начинот на исплата на одредени наместоци да се вклучи во таквата активност. Меѓутоа, од она што јас имам информација, дека се пристигнати одредени барања каде што одредено јавно обвинителство побарало помош од страна на Државниот завод за ревизија во вклучување во самата ревизија, не од аспект да ние даваме ревизорски извештаи, него со нашата стручност и знаење да помогнеме во начинот на констатирање на одредени состојби, дали таквите постапувања се во рамките на законот или се спротивно од законот. Така. Она што морам да ве прашам е и антикорупцијската комисија која непосредно пред да бидете односно предлог на политичките партии за оваа функција излаза со предмет за вас. Дали тоа го сметате и потоа при истиот беше, мислам дека и во кратко време затворен. Тоа беше нека политичка битка или? Знаете што, мислам дека се работи за второто, но сепак останува тоа, ќе се докаже во времето понатаму. Се работи за предмет кој што беше отворен во 2004 година, кој што беше затворен во 2006 година со констатација дека нема елементи на судирани интереси. За стар предмет. Меѓутоа, очигледно во битката за превласт кој да го добие местото главен државен ревизор, секогаш дека некој имал интерес да го отвори тоа прашање и да го затвори. Така да се надевам дека тоа се затвори така како што се затвори и верувам дека ќе имаме понатаму успешна соработка со сите надлежни органи, вклучувајќи Државната комисија за спречување на корупција. Генералната забелешка е дека извештаите кои што ги пишуваат ревизорите остануваат само напишани на хартија, а потоа не добиваат правна разврска или епилог за она што вие го утврдувате, односно ревизорите го утврдуваат во извештаите. Само годинава, според податоците, до јавното обвинителство се испратени 21 ревизорски извештаи за кои што како институција сте сметале дека постојат некакви сомнежи за кривично дело. Исто така и во претходните години имало испраќане ревизорски извештаи до јавното обвинителство, но има ли правна разврска? Видете,
Точно е тоа дека до јавното обвинителство во текот на 2018 година се доставени 21 извештај, од кои поголем дел се од секторот со кој што јас раководев во досегашниот период. 4 ревизорски извештаи се доставени до Државната комисија за спречување на корупција, 4 извештаи се доставени до Министерството за внатрешни работи и 2 извештаи се доставени до финансиската полиција. Верувам дека надлежните органи постапуваат во рамките на своите надлежности, но она што јас сметам за потребно и ќе во наредниот период ќе го направам, ќе барам средба со сите представници, законски застапници на овие институции да поразговараме во однос на начинот на она што значи нивна потреба од наша страна доколку постои потреба до објаснување. Зошто го велам? Бидејќи во досегашното искуство од она кога сум бил повикуван во јавното обвинителство, не сум бил 2 пати повикан во јавното обвинителство за организиран криминал, чувствувам дека службите во јавното обвинителство и во другите надлежни органи кои што треба да постапуваат по нашите ревизорски извештаи имаат потреба од објаснување. Сметам за потребно дека таквата соработка треба да ја интензивираме, дека во суштина не е добро само ние да ги доставиме извештаите до надлежните органи и да не се интересираме за понатамошното постапување. Напротив, треба да бидеме активни чинители, да бараме резултати, да видиме до каде е постапката, дали им требаат дополнителни податоци, дали се до тоа што е напишано во ревизорските извештаи и соодветно разбрано, на стил напишано на кој што тие го разбираат или има потреба да даваме дополнителни податоци или докази, се со цел да има соодветна разврска и соодветно разбирање од надлежните органи. Кога бев присутен во самото јавно обвинителство, почувствував дека во суштина голем дел од работите кај одредени служби во самото јавно обвинителство чувствував доза на несигурност, односно доза на потреба до објаснување на одредени работи, за потребниот извештај за кој што бев повикан за елаборирање одредени состојби, самата стручна служба на јавниот обвинител кој што го водеше предметот во суштина бараше дополнителни податоци. Таквите податоци ги обезбедивме и ги доставивме и верувам дека и во иднина така треба да постапуваме. Но кој е билогот од сето тоа? Па очекувам дека ќе бидат преземени таквите мерки. Верувам дека во рамките на нивните надлежности ќе преземат. Од сите овие до сега доставени ревизорски извештаи имаме повратна информација само за еден ревизорски извештај дека нема да се преземат активности, односно дека нема елементи за постапување по службена должност од надлежното јавно обвинителство. За кој? Се работи за Институтот за трансфузиологија. Меѓутоа, за останатите верувам дека надлежните органи ќе преземат потребните мерки и ќе не известат. Но велам, моја врска и очекувам и верувам дека во наредниот период со сите законски представници на надлежните органи ќе оствариме соодветни контакти се со цел да го подигнеме нивото на соработка на едно повисоко. Значи, со обвинителот Јовевски со министерот Спасовски? Апсолутно да. За да им ги презентирате? Па не само да ги презентирам, него да видиме дали има потреба за заменување на начинот на доставување на самите ревизорски извештаи, за начинот на напишување на ревизорските извештаи кога имаме одредени елементи, потребата бидејќи сега начинот во кој што е воспоставен ревизорските извештаи се доставуваат без соодветни докази. Да видиме дали има потреба да се приложуваат и доказите за оние елементи во каде што ние сметаме дека е сторен одредено кривично дело и така натаму. Ве прашав за 2018-та, еве да речеме дека се уште се работат и извештаите, меѓутоа фактот дека и за 2017-2016 годините на назад да не ги редам се доставувани вакви извештаи. Има ли некој досега воопшто ревизорски извештај добиено правна разврска? Мислам да. Еве јас ќе бидам искрен и чувствувам доза на задоволство. Се работи за еден ревизорски извештај кој што е пред неколку години, каде што се работи за јавно предпријатие надвор од градот Скопје. Дали е пример? Во самата ревизија констатиравме дека во суштина нема никаква имплементација на одредбите на Законот за јавни набавки. Во самиот момент на таквата констатација му кажав на
законскиот застапник на субјектот дека ревизорскиот извештај ќе биде доставен до јавното обвинителство. Менеджерот немаше сознание дека е таквата состојба, впрочем вработените во самата институција ниту го известиле дека има обврска за постапување, ниту тој имаше сознание. По постапувањето на самиот наш ревизорски извештај следуваше постапување надлежното јавно обвинителство, потоа имаше обвинителска пресуда и така натаму. Само за еден. Добро, видете, тоа не припаѓа во делот на мојата надлежност да јас ги следам како помошен главен државен ревизор ефектите од преземените активности. Не, зборуваме во аспект на другите институции, бидејќи ние како новинари ги следиме, вие ги објавувате, ние ги пишуваме, бараме реакција од институциите, сакам да кажам епилогот, дека и покрај тоа, таквиот менеджер собра храброст и да ми прати порака да ми го честита изборот за главен државен ревизор, бидејќи во суштина нашата активност не секогаш е само да даваме извештаи до јавното обвинителство, него да даваме и совет за подобрувањето на работењето на субјекти во јавниот сектор. Така да, велам дека се надевам дека секторот кој што е задржан за следење за постапувањето за доставените ревизорски извештаи ги има потребните информации. Во една следна прилика ќе направиме резиме за целокупните доставени ревизорски извештаи до надлежните органи, ќе известиме целокупната јавност за начинот или ефектите од постапувањето и доставените ревизорски извештаи. Добро, бидејќи подолго време ќе следиме и оваа проблематика и како новинари, не се сеќавам дека некој поголем случај кој што е објавен во ревизорските извештаи, за кој што ние како новинари исто така сме алармирале, добил некаква правна разврска, иако нели одговорите сме ги барале и кај другите институции каде што биле пратени тие ревизорски извештаи. Она што исто така се отвара како прашање, она ветување кое што беше дадено од страна на актуелната власт во предизборната кампања, а тоа е дека ревизорските извештаи ќе се разгледуваат во собранието, дали во матична комисија или во посебна комисија. Тоа се уште не е случај. Сметате ли дека треба да се разгледуваат, бидејќи имаше таква пракса, мислам дека беше до 2010 година, ревизорските извештаи, се сеќавам дека се разгледуваа во собрание, одредени ревизорски извештаи, каде што имаше и сериозни дебати. Тоа е неминовна потреба. Праксата во сите врховни ревизорски институции во сите земји е да се разгледуваат, ако ништо друго, незначајните ревизорски извештаи каде што има клучни наводи за прекршување на одредени законски акти. Само да се дополнам, сега се присетив на одредено постапување од ревизорските извештаи од страна на надлежните органи. Ако се сеќавате, постапувањето на Бачело, каде голем дел од средствата се вратија во државата. Знаете како е сега, не може на памет да ги знаеме сите постапувања. Меѓутоа, сепак и постапувањето по ревизорскиот извештај или состојбата со Бачело, сепак е постапување од страна од ревизорските извештаи, така што јас верувам и до овие ревизорски извештаи кои што во 2018 година се доставени до јавното обвинителство, од Државната комисија за спречување на корупција, до Министерството за внатрешни работи и финансиска полиција ќе имаат свој епилог, бидејќи според моето видување има големи елементи на непочитување на законските одредби, се работи за голем износ на финансиски средства кои што не се уплатени во буџетот на државата и воедно непочитување на одредени законски акти во делот на она што значи експлоатација на минерални суровини или експлоатација на песок и чакал од вардарскиот речен слив, и верувам дека ќе има епилог. Да, ние редовно ги читаме тие ревизорски извештаи, го споменавте случајот Бачило, од неколку реченици таму излеза таков случај, но поентата беше дека подоцна не гледаме такви реакции, а иако во ревизорските извештаи кои ние новинарите ги читаме, па потоа добиваме и реакции нормално од институциите за кои што сме пишувале, нема нов некој поголем случај. Тоа беше всушност забелешката. Што не е секако ваша... Јас се прифаќам забелешката, меѓутоа забелешката не треба да биде упатена на Државниот завод за ревизија, но од друга страна сметам дека и самите вие новинари треба да ни помогнете во нашата работа. Зошто го велам тоа? Јас во едно преходно
гостување во една телевизорска куќа, искажав дека во суштина кога се известува за одредени ревизорски извештаи, во суштина самиот новинар треба да ги акцентира клучните работи. Имаше ревизорски извештај во кој што беше интерпретиран, каде што внатре имаше клучни материјални наоди од самата ревизија, меѓутоа новинарот ги импретираше утврдените состојби за користење на средства за репрезентација, за исплата регрес на вработените за годишен одмор и така натаму, кои што во суштина се многу нематеријални во однос на она што беше утврдено таму. И за таквите, и за помалите имаме реакција, а не за поголемите забелешки кога ги добиваме. Јас сум среќен што за таквите извештаи и уште неколку други извештаи од страна на ваша колешка, новинар истражувач, направи 3 стории кои што добија свој епилог, каде што имаше голема читаност и така натаму, каде што во суштина понекогаш ревизорот која сака да обелодени одредени состојби, кои што се во рамките на законите, меѓутоа сметаме дека се неетички, во суштина ги поставуваме делот на она што значи останати прашања, така да во тие останати прашања, доколку се воспостави комуникација помеѓу овластениот државен ревизор и самиот новинар или пак надлежните органи, испаѓаат многу поголеми информации кои што се корисни за целокупната јавност. Има ли влијание, односно има ли притисоци од страна на институциите кон ревизорите или можеби спрега во однос на тоа да се објави помалку, да се објави повеќе? Се случуваат ли такви? Спрега досега не постоела, ниту ќе постои, исклучиво гарантирам во тоа. Секогаш дека некој се обидува да влие, бидејќи сепак се работи за процес на транзиција во кој што ние и како општество и како граѓани треба да созрееме дека во суштина се работи за врховска ревизорска институција во која што треба да ги извршуваме професионално своите надлежности, а од друга страна менаџерите да сватат дека тие се поставени да постапуваат во рамките на законите и дека во суштина не може да бараат и не може да влијат на начинот на постапување на самите ревизори. Јас сум длабоко убеден во своите ревизори, во своите колеги, кои што професионално извршуваат својата работа и верувам дека таквите влијанија, таквите притисоци можеби постојат, меѓутоа нема да добијат резултат или да имаат ефект врз работењето на Државниот завод за ревизија. Давате и препораки во вашите извештаи, како ги следите, дали тие препораки кои што ги давате всушност и се имплементираат понатаму од институциите? Во годишниот план прочитав дека за 2018 се некаде околу 800 отприлика препораки, меѓутоа 20% или околу 160 препораки нема повратна информација за какви мерки превземала нека институција по однос на она што вие го имате препорачано да го спроведе или направи? Видете, ќе се навратам на прашањето за соработката на собранието. Ние во рамките на проектот поддржан од Европската унија, кој што во суштина значеше понатамошно зајакнување на капацитетите и ефикасност на Државниот завод за ревизија, завршење на довршената ревизија, имавме една компонента која што компонента 3 се однесуваше на зајакнување на соработката помеѓу Државниот завод за ревизија и собранието за разгледување ревизорските извештаи. Морам да кажам дека имавме прекрасна соработка со представниците на собранието, со самите пратеници, со нивниот интерес за начинот на соработката со Државниот завод за ревизија, заинтересираност за разгледување на самите ревизорски извештаи. Се направија неколку студиски поседи со самите пратеници во државите кои што ги разгледуваат ревизорските извештаи во собранието. Според моје видување постои подготвеност на собранието на Република Северна Македонија да во рамките на Комисијата за финансирање буџета или посебна комисија, тоа останува во наредниот период, бидејќи знаеме дека сега сме во процес во подготвување на изборен процес и верувам дека наредниот состав на собранието ќе формира соодветно работно тело кое што ќе ги разгледува клучните ревизорски извештаи кои што имаат материјалност по своето значење и кои што влијаат на самата законска регулатива или контролното опружување во Република Северна Македонија. Но од друга страна таквото отсуство, започнувајќи
со промените на власта, се воспостави пракса каде што секој ревизорски извештај беше доставен до владата на Република Македонија како надлежен орган за надзор на одредени субјекти предмет на ревизија. Секој ревизорски извештај беше разгледуван на 3 нивоа, на Генералниот колегиум, на соодветна комисија и на самата влада, каде што во суштина беа донесувани одредени заклучоци. Морам да ви кажам да е за ревизија на успешност на водното право, за ревизија на успешност на експлоатација на песок и чакал, беа донесени заклучоци каде што таквите заклучоци беа констатирани некаде на 15 на страни. И во суштина самата влада веќе кога ги задолжува самите субјекти да подготват акционен план, да преземат мерки по дадените препораки, се зголемува нивото на одговорност на самиот менеджмент и кога тој треба да реферира пред владата, сепак нивото на одговорност и нивото на постапување очекувам дека ќе биде повисоко. Секако дека наш интерес е за следење на степенот на спроведување на препораките. Имаме посебен сектор, имаме посебна софтверска алатка, која што морам да кажам дека сме лидери во регионот со таквата софтверска алатка за следење на препораките, бидејќи секоја дадена препорака содржана во конечниот ревизорски извештај се имплементира во таквата софтверска алатка и постојано се следи се до нејзиното конечно спроведување. Ве прашам, бидејќи често може да се види во самите извештаи кога се читаат дека токму е наведено дека ревизорите и претходно низ претходните години дале одредена забелешка, а при тоа сега во нов извештај повторно ја даваат истата забелешка за одредена институција. Тоа се за различен тип на забелешки, па затоа ме интересираше колку се следи таа имплементација. Малку и пошироко прашањето. Ќе се обидам да одговорам детално. Има неколку аспекти во делот на она што значи давање на препораките и она што значи следење на препораките. Првата работа во делот на она што значи давање на препораките, самиот ревизор треба да ја утврди причината за утврдената состојба. Секогаш не може да се утврди причината за таквата состојба, меѓутоа за квалитетно дадена препорака секогаш мора да се знае причината зошто е настанала утврдената состојба. Ако ревизорот успее да ја утврди причината за утврдената состојба, ќе има можност да даде квалитетна препорака за надминување на таквата состојба. Втората работа е подготвеноста на самиот ревизор да помогне, односно да даде совет на субјектот предмет на ревизија како да ја надмине утврдената состојба. Еве ќе ви кажам еден пластичен пример. Во последната ревизија каде што јас раководев со секторот, имавме субјект предмет на ревизија во кој што отсуствува голем број на процедури. Таквите процедури ние ги имаме од субјектите предмет на ревизија кои што се слични со субјектот предмет на ревизија. Првите констатации од страна на ревизорот беа да се донесе процедура таква и таква и таква и така натаму. Имајќи во предвид дека се работеше за млад човечки капацитет, за човечки ресурси кои што имаа желба да постапуваат, меѓутоа немаат искуство. Мојата препорака беше помогнете, преостапете ги или упатете ги каде да се обратат во субјектите, бидејќи се работеше за субјект од јавен сектор, да преземат од други субјекти такви процедури, да ги прилагодат на своите потреби и подобро е ревизорот да го насочи субјектот предмет на ревизија од каде може да искористи една соодветна процедура, да ја пропише и да донесе за да може доследно да имплементира. Чисто читаме. Само да довршам. Во таквиот случај препораката на ревизорот нема да биде да донесе процедура, бидејќи тој веќе ќе ја донесе во самиот процес на ревизија, него ќе биде да обезбеди доследно спроведување на таквата процедура. Веќе имаме остварување на самата препорака и во суштина наредниот период на ревизорот му преостанува да провери не дали ја донесел процедурата, него дали ја имплементирал таквата процедура. Јас се задржам кога ние можеби вие ги велите помали забелешки, но често читаме авансите се зимале, па не се враќале или оние делови што се прават со патните, со автомобилите и патните налози и често некако во тие ревизорски извештаи, иако и претходно имало забелешки кај други министри, кај други директори повторно се случува да дадете истата забелешка за истата институција, да аспект дека не се враќани на време авансите и слично.
Сосема сте во право, меѓутоа не зборувам, видете, не станува збор за министрите или за менеджерите. Понекогаш станува збор и за злоупотреба од понискиот ранг на службеници. Можам со право да ви кажам дека во дел од јавните институции поголеми незаконитости се направени од понискиот ешелон на вработенот кога самите директори. Еве да речеме една јавна здравствена установа. Имате директор кој што е доктор по медицина. Дали тој доволно ги познава финансиите? Дали тој доволно ги знае сметководствените работи? Ме разбирате што сакам да кажам. Ако тој во своето обкружување нема соодветни човечки ресурси кои што ги знаат добро финансиското работење, ако не ги знае доволно сметководственото работење, тој не може да има добар менеджмент во управувањето со самата јавна здравствена установа. Не можеме да очекуваме докторите да бидат и сметководители и финансиери. Најголемите констатации во досегашниот период во секторот со кој што се раководел јас биле точно ова што го кажувате вие со располагањето на средствата во готово, каде што имавме енормни големи износи на сторнирање на фискалните апарати. И тоа е еден од начините на злоупотреба на парични средства, каде што сме констатирали голем број на јавни здравствени установи, каде што секојдневно имаме сторнирање на фискалните апарати и тоа е укажување дека се случуваат одредени незаконски постапувања. Одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во топ тема. Гостин во вечерашната емисија Максим Ацевски, новиот државен директор на Државниот завод за ревизија. Ацевски, она што е забележливо во ревизорските извештаи дека секоја година, односно во секој извештај кој што го имате и годишните, кои што ги правите, констатирате дека за судската власт секоја година се одвојуваат помалку пари од она што е законски утврдено, онаа сума која што законски треба да се одвојува од 0,8% од бруто домашниот производ, и покрај вашата забелешка тие пари не се одвојуваат, а зборуваме и за реформи кои што се потребни во судството и правосудството. Секако дека е така, меѓутоа треба да ги погледнеме и дополнителни информации кои што доаѓаат од Судскиот буџетски совет. Јас имам остварено неколку контакти со одговорното лице во Судски буџетски совет, каде што добивам информации дека во суштина во последно време степенот на неподмирени уврски е сведен на минимум и де факто со досегашниот период на функционирање или начинот на финансирање на судската власт немаме она што значи блокирани судови или судови кои што се имаат проблеми во делот на својата ликвидност и подмирување на уврсите. Секако дека е утврден соодветен процент по кој што треба да се извојуваат од буџетот на Република Северна Македонија. Јас ви поставил сосема едно друго прашање кое што надлежните од судската власт и самото Министерство за финансии да се го постават како прашање, бидејќи ако го погледнете буџетот на Република Македонија, де факто нема судски буџет, него таму има само еден раздел кој што се однесува на судска власт. И тоа е сосема друго во однос на она што значи буџет за судовите. Така да се до тоа во суштина треба да се усогласи кога зборуваме за судски буџет, тоа треба да подразбереме како што е буџетот на фондот за здравствено осигурување, како што е буџетот на фондот за пензијско инвалидско осигурување и како што е буџетот за Агенцијата за вработување. Овде гледаме еден раздел кој што во суштина ги обединува целокупните средства на судската власт и понатаму Судскиот буџетски совет ги дистрибуира до крајните корисници, односно до судовите во Република Северна Македонија. Меѓутоа се отвора прашањето, ако во овој степен на функционирање и во овој стадиум на функционирање на судовите имаме нормална ликвидност на судовите, немаме неподмирени обврски, тогаш значи преиспитување и на самиот процент, дали процентот кој што е утврден во самиот закон за судски буџет е на повисоко ниво од она што е потребно за финансирање на самата судска власт. Тоа се прашања кои што во суштина треба надлежните органи да седнат и да ги преиспитаат и да утврдат дали таквиот процент на вистина е реален или пак на вистина
треба толку да се одвојува за судската власт. Освен извештаите кои што ги правите за утврдување на регуларност, правите извештаи, ревизорски извештаи кои што се однесуваат на успешност на одредени мерки. Колку на тие ви помагаат и колку таквите ревизорски извештаи вродила со плод, односно дали сметате дека некоја мерка која што била посочена дека не е добра или дека не е доволно ефикасна, од делот на ефикасноста на мерките била смената од политичката гарнитура? Мислам дека имаме сериозно поместување во начинот на она што значи утврдување на системски слабости и постапување по одадените системски слабости, и јас со право може да прикажам неколку позитивни примери. Тоа е примерот во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, каде што со нашиот ревизорски извештај констатиравме дека од страна на агенцијата се доделени средства на правен субјект кој што е имплементатор на одредени мерки за вработување. Меѓутоа, тој правен субјект беа неоправдано задржани и наплатени на агенцијата $808,000. По наша препорака таквите $808,000. По нашата констатација, таквиот правен субјект се согласи да ги стави на располагање на Република Северна Македонија за идни мерки за вработување и се искористија. Тоа значи еден активен придонес во буџетот на државата. Тоа значи дека $800,000 вративте на сметка на државата, кој што ако не утврдивте... Ако не утврдивте, тоа значи дека тие $808,000 ќе останеа во приватна... Не во приватна, во друг субјект кој што беше имплементатор на таквите мерки за вработување. Во самиот ревизорски извештај на страната 57 може да видите што во суштина самата влада и надлежното министерство преземале во делот на надминување на системски слабости кои што се утврдени во работењето на агенцијата, меѓутоа тоа не се однесуваат на состојби кои што е виновна самата агенција за вработување, него се однесува на системски слабости кои што се однесуваат на недоречености на законската регулатива која што го уредува работењето на самата агенција. Таквите системски слабости се прифатени од страна на владата на Република Македонија и надлежното министерство, односно Министерството за труд и социјална политика, предложи соодветни измени на законските акти. Еден од ревизорските извештаи кој што така беше актуелен е кој што се однесува за песок и чакал, каде што ревизијата посочува дека не е во можност да се увери во точноста и целосната остварени приходи од продажба на песок и чакал, а со тоа и да ја потврдат целокупноста на надоместокот кој треба да го наплатат субјектите. Состојбата велите дека понатаму дополнително се влошува и со ненавремена уплата на утврдениот надоместок, а интересно е дека она што е посочено дека таму дури секоја година се намалуваат сумите кои што се уплаќаат како надоместок, а за во 2018 година воопшто да нема. Сосема сте во право. Експлоатацијата на песокот и чакалот представуваат еден од клучните проблеми во Република Северна Македонија. Познавајќи ги состојбите кои што се случуваат во годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија во 2018 година, беше ревизијата успешно за ефективност на мерките и политиките за експлоатација на песок и чакал од Вардарскиот речен слив, кој што во суштина представува 75% од територијата на Република Македонија, и на вистина констатираните состојби се загрижувачки, а заклучоците од страна на владата се сериозни, изнесуваат некаде десетина страни. Еден од заклучокот во суштина беше и да се преиспита можноста за укинување на сите издадени дозволи и концесии за експлоатација на песокот и уредување на речните корита, бидејќи во суштина имаме класична злоупотреба на дадените права за експлоатација на песокот, а што се однесува до нивото на уплатени средства во буџетот на Република Македонија, точно е тоа дека во текот на 2018 година не имаме уплатено ниту еден денар. Како е тоа можно да нема уплатено? Гледаме на секаде се копа и има реакции секојдневно стигнуваат од граѓани од различни делови на државата дека се врши ископ на песок. Свесни сме и вие и јас како граѓанин дека секојдневно патуваме покрај одредени речни корита
Свесни сме дека гледаме дека постојано никнуваат одредени сепарации на одредени локации, меѓутоа затоа и е направена самата ревизија во која што во суштина дава одредени препораки на надлежните органи. Длабоко сум убеден дека надлежните органи и самата влада и надлежното министерство, меѓутоа и надлежните органи до каде што е доставен ревизорскиот извештај ќе преземат мерки за надминување на таквата состојба, бидејќи уредување на речни корита не може да трае со години. Ќе бидат ли тие и во следната година во годишен план за работа на Државниот завод за ревизија вклучени, за да видиме каква е состојбата во 2019 евентуално? Секако ќе бидат предмет на следење на преземените мерки по дадените препораки и можеби ќе го прошириме офатот не само на Вардарскиот речен слив, него и на останатите два речни слива, бидејќи во Република Северна Македонија постојат 3 речни слива, така да со проширувањето на преостанатите речни сливови ќе имаме комплетна слика за целата територија на Република Северна Македонија. Што е она што ќе биде опфатено во годишниот план за до година за работа на Државниот завод за ревизија? Подготвена, дополнително ќе се подготвува, како оди постапката? Пред да поминеме на тоа, јас би споменал уште една ревизија, а тоа е ревизијата на успешност, на ефективност на мерките и политиките на водното право, каде што кога се поставува прашањето зошто понекогаш Државниот завод за ревизија вклучува поголем број на ревизија на успешност и кои се причините за таквото вклучување на ревизијата на успешност, има две причини. Прво, од аспект на финансиски аспект, постојат можности за утврдување на поголеми износи кои што може да имаат влијание на буџетот на државата. Втората работа со самата ревизија на успешност постои можност да бидат опфатени поголем број на субјекти и се до тоа се дава поголемо значење и улога на самата ревизија. Со оваа конкретна ревизија беа опфатени повеќе од 35 јавни предпријатија, а ефектот за буџетот на државата е во суштина 5 милиона и 700 илјади евра констатирано неуплатени парични средства, или ако го споредиме она што значи како буџет на Државен завод за ревизија за 2018 година 91 милион 348 илјади денари, ние во суштина со самата ревизија констатиравме неуплатени средства 353 милиона 690 илјади денари, или односот на неуплатените средства со она што Министерството за финансии, односно државата го дава на Државниот завод за ревизија е 4:1. Тоа значи дека со само една ревизија Државниот завод за ревизија го оправдал своето финансирање за наредните 4 години. Да, особено во делот на овие природни ресурси и нивната злоупотреба. Да преминеме кои се институции ќе бидат опфатени со годишниот план за работа за следната година? Согласно подзаконскиот акт кој што е донесен од главниот државен ревизор, годишната програма требаше да биде донесена до крајот на ноември тековната година. Меѓутоа, ги знаете состојбите во делот нели на назначување на главниот државен ревизор. Таа се уште не е донесена. Верувам дека наредната недела ќе преземеме активни мерки за подготвување на самата годишна програма. Имаме одредени критериуми кои што се применуваат при подготвување кои субјекти да бидат опфатени со самата годишна програма од една страна, од друга страна имаме преземено обврски со учество во меѓународни ревизии од аспект на ревизија на успешност, така да сите тие аспекти ќе погледнеме од аспект почитувајќи ги критериумите на материјалност, критериумите на значеност на самите субјекти предмет на ревизија, но во исто време ќе ми дозволите да ги повикам сите заинтересирани страни, посебно на владиниот сектор, доколку се заинтересирани да поднесат одредени предлози за вклучување на одредени субјекти за кои што сметаат дека треба да бидат дел од годишната програма. Еве, користам приликата да ги замолам да ги достават своите предлози од страна на Државниот завод за ревизија, ќе ги разгледаме доколку тие заслужуваат да бидат предмет на ревизија, ќе бидат вклучени во годишната програма за работа. Може ли се воредни ревизии надвор од тоа што е годишна програма? Секогаш е можно, меѓутоа тоа значи дека ако планирате соодветно, значи го планирате целокупниот човечки капацитет со кој што располага Државниот завод за ревизија, и ако добиете одредено барање за воредна ревизија, тоа значи дека треба да изфрлите друга ревизија. И така да се враќаме повторно на прашањето за вработување во државната институција.
за да обезбедите простор за вклучување на војдени ревизии, тоа значи дека треба да оставите помал број на ревизии во самата годишна програма, односно еден ревизорски тим да биде слободен и во суштина да ги спроведува текувните ревизорски активности, но доколку се јави потреба од ревизија на одредена активност по барање на одредени надлежни органи или по барање на граѓанскиот сектор, по барање на јавноста, по барање на собранието кој што е наш основач и така натаму, тогаш би се вклучило. Така да не можете да избалансирате до максимум да ги искористите своите човечки ресурси, а од друга страна да барате дополнителни ревизии. Тоа значи или ќе го продолжите рокот на вршење на самите ревизии, односно пролонгирање на рокот на завршување на годишната програма, или пак оставање простор за ревизии кои што би се појавиле. Ви вработување пред избори нема време да се обезбедат, претпоставувам дека тоа ќе го барате после изборите? Напротив, сметам дека има време за вработување. Ние во овој момент, согласно нашите акти за организација и систематизација, имаме планирано 145 вработени. Во овој момент имаме 90 вработени, од кои некаде, мислам дека 80 се само ревизори, додека останатите вработени се 9 државни службеници и едно помошно техничко лице. И во суштина имаме три работни места кои што се резервирани за наши вработени кои што извршуваат одредени функции. Една вработена е во Државната комисија за спречување корупција, двајца вработени се во ревизорското тело за ИПА фондовите и така. Така да ова бројка од 50 на невработени укажува значи дека ние преку 60% од планираните вработени не се вработени и доколку сакаме да се справиме со она што се подготвува со изборниот законник, доколку сакаме да се справиме. Мислите дека ќе можете да излесувате сега 50 вработени пред избори? Јас не очекувам 50 вработени, но очекувам некаде 25 до 30 вработени по пат на преземање, по пат на вработување до 12 февруари да успееме, доколку има разбирање од надлежните органи. Само бидејќи сме навистина на крај на емисијата околу новата веб страна и соработката со медиумите и граѓаните, ќе менувате ли делото? Според моето сознание, постои изработено сосема ново техничко решение, веб страна која што е многу поприфатлива, многу поразбирлива за граѓаните, за крајните корисници, за сите засегнати страни. Очекувам наредниот период да направиме промовирање. Ќе бидеме отворени за секоја сугестија и од новинарите, и од невладините организации, и од граѓаните, за секоја идеја за подобрување и она што значи улеснување на пристапот на информациите кои што ќе ги пласираме на самата веб страна. И воедно сметам дека можеби треба да го смениме и начинот на известување за одредени клучни ревизорски извештаи каде што треба да правиме одредени пресконференции, секако со ваша помош. Така, ви благодарам за гостувањето во Топ Тема и ви посакувам успешна работа. Благодарам и вам, беше чест и задоволство да присуствувам на вашата емисија. Вам ви благодарам за вниманието, останете натаму со нашата програма.